Почитувани гледачи на телевизија Мега, започнува уште едно издание на емисијата Одблиску со. Мојот денешен гостин е роден и живее во семејство во кое театарот е на прво место. Тој, иако е млад, е веќе докажан како успешен режисер и е син на познатиот, но од друга страна би рекла еден од најпризнатите театарски режисери во Македонија, кој за жал прерано почина, Владо Цветановски. Морам да кажам дека на вистина ми представува особена чест и задоволство што токму во денешното издание на емисијата Одблиску со го имаме режисерот Андреј Цветановски. Здраво пред се, добре дојде во емисијата Одблиску со и ти благодарам што се одзва на поканата да бидеш мој денешен гостин. Фала ви на поканата и добро е најдов и секогаш ми е драго да гостувам во вакви емисии кои што се занимаваат со личноста на некои луѓе кои што се бават со вакви јавни професии. Така, ете, ќе имаме можност да поразговараме со вас за повеќе теми. Од една страна ќе позборуваме за вас како режисер, од друга страна како уметнички директор на театар комедија. Пред скоро време започнавте со подготовки на нова представа токму во Битолскиот народен театар, станува збор за представата Дон Жуан, но морам да кажам дека немидовно ќе биде да се спомне и вашиот татко, Владо Цветановски. Она со што би сакала да го започнеме денешното издание на емисијата Одблиску со е обично кога се зборува за самиот театар, нели самата театарска игра, самите гледачи главно ја доживуваат преку актерите. На некој начин актерите се тие кои што сите таа работа која што се создавала изминатиот период допира до нив, тој директен допир, тој директен допир со самата публика. Но од друга страна би рекла режисерот е тој кој што на свој специфичен начин ја носи самата представа, односно преку неговото режисерско око се дава начин како самата театарска представа ќе изгледа, оној крајен финален производ. Она што ме интересира на самите почетоци, од една страна се нашите погледи како гледачи на едно театарско дело, на една театарска представа, но какви се вашите погледи кон самата театарска представа од страна на режисер? Како ја доживувате вие? Па, добро, вака, во однос на тоа што го почнавме како муавет, во однос на глумците. Глумците се секако најбитниот дел од еден театар, односно оние кои што ја пренесуваат пораката и некако театар без еден што зборува и еден што гледа нема. Режисерите се малце покасно дојдени во театарот, но не знам, за мене режисери, односот на режисер кон театарот, кон една представа, има една реченица која што татко ми многу често ја кажуваше и некако ми остана тоа врежено како максима, а тоа е режисерот е слуга на настанот. Значи, иако режисерот, ако може да кажеме така, е некаков диригент на представата, односно кормилар на бродот, сепак тој ќе истрпи секакви работи, односно со се ќе се снајде и ќе се избори за да излезе на крај представата, за да излезе настанот. Така да некако таа максима е онаа по која што се водам. Значи дека ние режисерите сме на еден начин тие луѓе во сенка кои што прават се за представата да излезе најдобро што може во тие услови, во тоа време, со тие луѓе, за толку време направена представа во тој град, во тој театар и така натаму. Така, нели, за оној крајен финален производ на самата театарска представа потребен е подолг период, почнувајќи нели од самата тема, од самата представа, што е она што ќе биде опфатено, потоа наоѓање на соодветните актери кои што ќе бидат дел од истата, па периодот на подготовка, па следува нели самата премиера. Она што ме интересира, кој е најтешкиот момент за еден режисер во текот на поставувањето на самата театарска представа? Дали можеби се тоа
самите почетоци, кога се поставува, кога се почнува тој процес, дали може би е начинот на подготовка, за да се направат работите такви какви што вие самите ги имате замислени, или може би најтешкиот дел е оној пред самата премиера на представата? Па, некако со многу колеги го имаме разговарано ова, како што е оно што најтешко ти е како режисер во процесот. Сите имаме различни одговори, но еве мојот личен одговор е дека најтешка ми е првата проба. Тоа е пробата кога се среќаваме сите заедно и потоа некако разговараме за тоа што сакаме да биде представата, односно најмногу режисерот разговара со сите други соработници во однос на тоа што е неговата идеја и што мисли дека треба да се направи во таа представа, што идеја ќе носи, која е темата, што сакаме како став да искажем. И некако таа проба режисерот збори многу. Јас не сум човек кој што многу сакам да зборувам, па некако таа проба ми паѓа тешко во однос на тоа, кога треба 2 сати да мелеш, никој друг ништо да не каже. И исто така еден од најтешката работа е премиерата, самата премиера, бидејќи режисерот во тој момент се разделува од представата, бидејќи таа продолжува да го живее својот живот. Актерите имаат таа среќа никогаш да не заврши представата, се додека не заврши нејзиниот век на репертоарот, но ние мораме да завршиме со таа представа, да се разделиме со таа и да почнеме со друга. Така да мислам дека некако символично е можеби самиот почеток и самиот крај се најтешки за режисер. Така, пред скоро време, како што спомна во самата најава, започнавте со подготовките на представата Дон Жуан, токму тука на сцената на Битолскиот народен театар. Не е прв пат да работите токму во Битолскиот народен театар, на некој начин верувам дека нема да сгрешам ако кажам дека Битолскиот народен театар го чувствувате како ваш, бидејќи на некој начин покрај вашиот татко, покрај представите кои што токму тој ги работел во Битолскиот народен театар, го чувствувате како втор дом. Пред се, како е да се работи во Битола на штиците што живот значат токму на Битолскиот народен театар? Па да, тоа е точно. Значи јас мојот прв поим за театар е Битолскиот народен театар, бидејќи првите представи што ги памтам воопшто во животот се представи од Битолски театар, кој што ги работел мојот татко Владо Цветановски, но се она што сум го дознал за театар како прв поим, што значи театар, што значи бифе, што значи глумец, што значи инспициент, што значи режисер, сум ги запознал луѓето од Битолски театар, сум ги здобил тие некакви првични искуства во однос на тоа што е театар баш тука во Битолскиот театар, така да многу ми е драго што повторно се враќам да работам во овој театар. Уште подраго ми е затоа што со мене сега и брат ми Дамјан Цветановски, кој што ја игра насловната роља Дон Жуан. И некако на двајцата мислам многу ни значи таа зграда, тој објект, тие луѓе, така да секогаш ни е многу драго кога доаѓаме, дури кога гледаш представа или било што, кога ќе седнам во бифето кај Чичко Добре, секогаш ми е многу драго, бидејќи тоа се за мене многу драги луѓе, сите кои што работат во Битолскиот театар, така да таа една поврзаност уште се продлабочува, како да кажем, и од една детска слика која што ми била сега како нешто како фантазија и така натаму ми се остварува. И многу ми е драго што имаме таа шанса да сработиме еден од најголемите светски класици Дон Жуан од Молиер, нешто што е секогаш актуелно, нешто што секогаш што е вечна тема, и тоа така да кажем со една млада екипа, млади соработници, млада актерска екипа, секако тука е искусниот Борис Чоревски, кој што е татко на екипата, но секако многу ми е драго затоа што овој театар дава шанси, и тоа шанси кои што се храбри во однос на тоа дека ние сме сите млади луѓе кои што немаме толку големо искуство, а сепак ни е доверена таква шанса да го работиме тоа што го сакаме, и тоа еден од најголемите текстови во било кое време. Така, спомнавте дека работи, односно
млади луѓе ја сочинуваат токму оваа представа Дон Жуан, иако пред скоро време започнавте, како сте вие лично задоволени од тоа како се одвиваат самите подготовки за оваа представа, иако верувам дека е релативно рано да се зборува за сето тоа, се надевам дека во близок период кога поинтензивно ќе се одвиваат самите подготовки, ќе имаме можност да поразговараме и подетално за сето тоа. Како сте задоволен од досегашниот процес? За сега ми делува многу интересно и мислам на сите ни делува многу интересно. Текстот е многу забавен, но исто така и горчлив, има и смешни и тажни моменти, некако се чувствувам дека баш еден живот поминува во самиот текст, има многу убава енергија, сите сме луѓе кои што сакаме да работиме и некако чувствувам дека се остваруваат добри конекции меѓу сите нас во екипата и делува дека може да биде интересна представа, сепак е многу рано за такви некои изјави, но секако сите сме максимално спремни да го дадеме нашиот максимум за да излезе нешто со кое што сите ќе бидеме и задоволни и горди. Така, во секој случај, имајќи предвид актерската екипа, но од друга страна, имајќи предвид дека токму вие стоите позади оваа представа, вие сте режисер на Дон Жуан, јас верувам дека ќе биде нешто прекрасно, нешто што долго време ќе остане, долго време ќе се прикажува и ќе доживее голем успех, но се разбира дека подетално благовремено ќе ги известиме сите наши гледачи. Би сакала да спомнам, го најавив тоа во самата најава, дека освен како режисер, вие сте уметнички директор во Театар Комедија во Скопје, но би сакала да направиме некоја си мала споредба. Сте работеле во многу театри во Македонија, но ајде да се задржиме на режирањето во Театар Комедија, која што е релативна млада институција, но од друга страна би сакала да се задржиме на режирањето токму во Битолскиот народен театар, најстара институција во Република Македонија, театар кој што навистина има еден посебен дух. Како гледате вие на тоа? Како е да се режира представа во Театар Комедија, како е да се работи во Битолскиот народен театар? Двете работи имаат посебна убавина. Мислам, двете институции се посебно специфични, како да кажам. Битолскиот народен театар е еден театар кој што има долга традиција, има сериозна екипа, има актери кои што работат таму и по 40 години, веќе неколку генерации на актери кои што се веќе во пензија и така натаму. Сам да кажам, има некоја хиерархија и ако може така да кажам, тоа е еден традиционален театар со силна и класична репертоарска политика, особено од кога се дојдени Валентин Светозарев и Благој Мицевски, мислам дека доби една посебна специфика во однос на тоа какви се текстови се прават и каква е репертоарната политика. Мене лично како театарски гледач е најдобриот репертоар што го има во Македонија, зборувам во однос на тоа што се прави, какви се режисери доаѓаат и така натаму. Од друга страна, Театар Комедија е најпосетуваниот театар во Македонија, театар кој што е млад ансамбл, млади луѓе работиме во самиот театар и многу младешка енергија, како да кажам, многу голем ентузијазам, многу убав колективен дух и сега прославивме 5 години Театар Комедија со представата Сон на летната ноќ и ние сме, како да кажеме, мали деца уште во однос на Битолскиот народен театар, но брзо растеме и доста успешно. Да, доста успешно и како да кажам, мислам дека следува еден нов период во Театар Комедија во кој што ќе почнеме и да созреваме и театарски и во однос на нашето искуство и така натаму, бидејќи сепак не е мала работа во 5 години некои актери кои што завршија факултет и се вработија во Театар Комедија, значи на 20 на 2 години, да имаат изиграно 500 изведби во само 4,5 години постоење и тоа е голема работа и за нив и за нас како театар и за нивното искуство што го создале. Така, како да кажам, имаат голема прилика да играат многу и да играат битни работи, така да мислам дека за мене совршен некој театар е
нешто измеѓу театар комедија и битолски народен театар. Така, тоа е одлична можност на вистина што на млади актери му ја давате таа можност да се пробаат во одредена представа. Ке ви честитам за јубилејот 5 години театар комедија, ке ви посакам за разбира уште многу успех. Она што и самиот наслов го кажува, театар комедија е тоа дека работите токму на комични представи. Вие, како што спомнав неколку пати, сте уметнички директор на овој театар. Она што ме интересира е колкаво е бремето, наречено уметнички директор? Па, секако дека е бреме, но некако со големо задоволство ја вршам таа должност, бидејќи некако има две работи кои што се многу битни за тоа е грижа за ансамблот и втората работа е репертоарната политика, односно што ние правиме и колку тоа се игра. Во однос на репертоарната политика можеме да видиме дека во овие 5 години има представи кои што достигнале до 50 до 100 изведби, што е голема работа за млад театар, така да во однос на тоа некако валјда добро си ја вршам работата, а и луѓето се задоволни во однос на тоа какви се представи имаме на репертоарот. А во однос на грижа на ансамблот, многу ми е драго што, како да кажам, тие луѓе се луѓе со кои што имам растено на факултет, многу од нив ги знам пред тоа, ми се другари, пријатели, колеги и мислам дека секој од нив расте некако во овие години и многу ми е драго да го гледам тоа, значи секојдневно како стануваат се подобри и подобри и има бреме, но има и големо задоволство во тоа, во тоа да бидеш дел од создавањето на еден театар и во функционирањето на еден театар. Мислам, ние секако растеме од ден за ден, мислам, имаме уште многу работа, но тоа задоволство е големо, да го гледаш тоа мало дете како расте, да си дел од тоа. Се согласувам потполно со вас, иако сте млад, релативно млад, од друга страна сте доста успешен и доста докажан во вашата професија, сте работеле на повеќе представи во повеќе театри низ Република Македонија. Она што ме интересира, која е она представа која што сте работеле во изминатиот период, а која што ви има оставено најголем впечаток по вашата досегашна работа? Дали има таква која што можете да ја одвоите или секоја представа на посебен начин си е посебна самата за себе си? Да, секоја представа има своја убавина, своја специфичност, како да кажем, не знам, например, една од представите кои што ми е екстремно драга, Крал Иби во Велешки театар, некако тогаш прв пат јас како режисер направив некоја представа која што е така екстремно голема на ниво на спектакл, можеби да така некако го нарекува. Тоа не е ни битно, некако се почувствував спремен да правам поголеми работи, а од друга страна, например, представата што ја работев тука во Битолски театар, последната ноќ, Хелверова ноќ, исто така ми е екстремно драга затоа што сработив представа со двајца прекрасни глумци кои што видов дека дека таа екстрема, како да кажам, една представа која што е огромна како Крал Иби, една представа која што е камерна како последната ноќ, се некои екстреми и сепак видов дека и во двете работи се снаоѓам горе-долу добро. Сега исто така последната представа во театар комедија Сон на летната ноќ ми е исто драга, не можам да се решам, секоја ми е драга, секоја на различен начин и секоја знам зошто ми е драга, но не можам па да одберам една. Ете, неколку спомнав, се разбира сите ми се драги, не знам, сега да не ги редам, не е ни битно. Така, која е онаа театарска представа која што ви е предизвик, која што сакате да ја работите во скоро време и она што ме интересира, колку денешницата е предизвик за вас како режисер? Значи јас како режисер има, уствари, може и да сум, како да кажам, да досадувам се едно прашање, особено на глумци и на колеги, имам едно прашање кое што им го поставувам на сите луѓе кои што ќе ги запознам, тоа се топ 5 најдобри неодиграни улоги што сакаш да ги сработиш. Јас секако имам таков топ 5 текстови. Има некои текстови кои што ги сработив од тој топ 5, секако тоа се надополнува цело време.
ама не знам, можеби Ричард Трети од Шекспир, Иванов, Смртта над Антон, Мама е кој прв почна од Дејан Дуковски, има неколку текстови така кои што ми се екстремно драги и би сакал да ги работам, но ете, ќе дое времето за тоа, како да кажам, мислам режисерот секогаш треба да има една фиока на текстови кои што во секој момент е спремен да почне да ги работи. Сите ние тоа го правиме, сите ние сонуваме за нешто следно, се надевам дека ќе ми се остварат тие. Во однос на денешницата е местото каде што живееме и од каде што ја црпиме инспирацијата. Но за мене театарот, за мене лично зборувам, е некакво прибежиште од горчливата реалност во која што живееме. Јас не сакам, мислам, зборувам јас како режисер, не сакам да ја гледам реалноста во онаа смисла некаква дека треба да се прецртуваат некои настани кои што ни се случуваат. Јас многу повеќе сакам асоцијативноста, односно некако публиката сама тоа да го врзе со некаков настан, тоа што ќе го види тука да го врзе со некаков настан денес, но секако е многу битна, значи од онаму од кај што тргаме, онаму кај што сме, онаму кај што живееме, но не мислам дека може да се каже дека некој театар не е актуелен затоа што се прават некои текстови кои што не се во ова време. Баш напротив, Шекспир е починат веќе 400 години, па еве ги работиме неговите дела и тие се екстремно и актуелни и вечни, постојат и живеат и се и за ова време и за секое друго време, бидејќи човечките мани се некако универзални, немаат никаква врска со ова или тоа општество или со ова или со тој систем. Така, вашето време во секој случај допрва доаѓа. Јас ќе ви посакам тоа што го имате замислено секако да ви се оствари. Би сакала сега да направиме една мала ретроспектива на вашата досегашна кариера. Нема да ви го поставам уна прашање кога се роди вашата љубов кон театарот, бидејќи, како што кажа, вие сте роден, вие сте растен во семејство каде што театарот е на прво место, уште од мали нозе сте биле дел од Битолскиот народен театар, гледајќи ги представите на вашиот татко, на некој начин може би се знаело дека тоа би била вашата идна професија. Ете, кратка ретроспектива. Како се одвиваше вашата режисерска кариера и како се сеќавате на онаа прва представа која што ја имате режирано? Која беше таа? Колку страшно звучи твојата режисерска кариера. Јас некако, значи, како мал не бев сигурен што сакам, ама во еден момент одев во едно детско драмско студио на Афродита Киријаковска, која што беше во МНТ. И тогаш ни дадоа некои пропусници за да гледаме представи. Бевме деца, ама 11-12 години. Тогаш ја гледав представата Будење на пролетта од Златко Славенски, во режија на Златко Славенски. Тони Михајловски имаше еден монолог. Писмото на Свети Павле до Коринќаните, ако љубов немам, ништо не сум. И го памтам моментот и се сеќавам дека тогаш реков со театар сакам да се бавам. Не беше од представа на татко ми, мислам така. Ама го памтам моментот и од тогаш се сменија многу работи, па некако во еден момент пак се вратив на театарот и се запишав на факултет на ЕСРА. Завршив во класата на Дејан Пројковски и додека бев на студии во трета година, еден ден ми се јави професорот и ми рече: "Слушај, има еден текст Празен град на Дејан Дуковски, има едни двајца актери од Гостивар, треба да излезе на МОД, дали сакаш да работиш?" И некако јас бев затечен. Си реков, кај сега јас, кај знам, ништо не знам како ќе работам представа. Бев со татко ми во Слојштица и ми рече: "Слушај, исто е, и пред првата и пред 50-та, исто е, секогаш нема да знаеш што правиш." И така некако се нафатив да ја правам таа ми е првата представа, Празен град, многу драга представа, ја игравме 20 пати. Актерите Арџент Хасани и Берат Салиу беа главните ликови во представата, па бевме и на фестивал во Бугарија. Тоа ми беше некоја прва представа, после почнав да работам и со Охридски народен театар, тука имавме 3 соработки во многу кратко време. Дури се шегуваат тогаш дека може да ми дадат и лична карта од Охрид, како почесен граѓанин.
Значи, не знам, во една година сработивме 3 представи кои што исто, таа екипа ми е екстремно драга, еве и есенва би требало да работиме повторно, така да после, не знам, после дојде театар, комедија, во драмски работев, Велешки, Кумановски, Штипски. Некако секде каде што има луѓе кои што ќе ме повикаат, кои што се спремни и орни и желни да работат, секаде сакам да работам. Би сакал да сработам сегде во Македонија, еве и годинава ми се отвара шанса, најверојатно во август ќе работам во Црна Гора, во Цетиње, еден современ црногорски текст со актерската легенда Петар Божовиќ, така да, ете, некако таа кариерата се развива. Малку по малку, но сигурно се надевам токму дека за вашите успеси во иднина ќе имаме можност повторно да поразговараме токму или во оваа емисија или на поразличен начин преку друга емисија да ги известиме сите наши гледачи. Режисерската палка, како немировен пат би рекла, се поврзува токму со вашиот татко, кој што многумина го нарекуваат како најдобар и еден од најпризнатите театарски режисери во Република Македонија. Она што ме интересира, дали е време или е предност да се биде син на еден толку голем режисер како што беше вашиот татко и како тоа се одразува врз вашата работа? Па, тоа е и бреме и предност, не можеме да ги разграничиме, некако тие работи има, сето тоа има и предности, има и мани. Предностите се секако затоа што некако уште од мал сум научил некои вредности за театарот, кои што ми останале уште и се, како да кажам, звезди водилки во она што сакам да го направам како театар. Мани има секако таа сенка што ја носи името на татко ми, па потоа, не знам, такви приказни кои што се секогаш поврзани во однос на тој некаков непотизам и така натаму, мада еве јас го развивам непотизмот како правец, брат ми игра во секоја втора представа моја. Тоа секако е, мислам, смешно е да зборуваме за некаков непотизам кога ако немам јас иста цел и иста мисла со мојот брат кој што исто ги научил истите звезди водилки од истиот мој татко, нели? Но е многу битно затоа што некако сме се нашле како истомисленици и двајцата некако сме поведени од таа некоја филозофија на нашиот татко. Така, едно од најголемите работи кои што се секако поврзани со татко ми е тоа што ете ми го дал брат ми како еден од моите најблиски соработници. Валјда и на Дамјан му е така, не знам, ќе го прашате. Ќе го прашаме во следна прилика токму. За вашиот татко вие направивте, режиравте филм наречен Животиште, кој што зборува токму за неговата работа во Битолскиот народен театар, за неговиот живот, но од друга страна зборувате за него како човек, како пријател, како режисер. Во најавата за овој филм напишавте, ќе го цитирам тоа: во огромната плејада на творци кои своето творештво го поврзувале за естетскиот стожер на Битола, македонскиот град на светлината, се вбројуваат уметници со разновиден креативен сензибилитет, кои со својата раскошна фантазија оставиле уникатен жиг врз дамарите на нашето македонско, па и светско постоење. Битола во своето богато портфолио меѓу своите уметници го вбројува и режисерот Владе Цветановски, кој со својата поетика на своевидна театарска авангардна појава остави неизбришлива трага во неголемиот амфитеатрум Флавиум, животиштето, како што тој самиот го именуваше човековиот престој на земјата. Ете, ова успеав да го најдам на интернет, на социјалните мрежи, токму во пресред на најавата за документарниот филм посветен на вашиот татко. Кажете ми, од каде дојдовте до самата идеја да го реализирате сето тоа и да го направите овој документарен филм? Па некако луѓето кои што не се тука со нас, секогаш пробуваме да најдеме начин за да тоа име што повеќе се повторува и некако за да не го заборавиме, нели? Што повеќе луѓе да не го заборават. Со Владо немаме, мислам, со татко ми немавме таков проблем, бидејќи многу од луѓето секојдневно на разни места и на разни начини го спомнуваа. Во самиот документарец, не знам, Огнен, мислам дека вели нема ден да не се спомне во бифето овде
за било каква анегдота со него. Така да некако од од самите тие приказни што ги слушавме, што ги имам слушано, некако се појави една идеја да направиме еден документарен филм со мојот колега Сергеј Светозарев, тоа некако го разговаравме и ни стана едно време многу интересно. Па почнавме со луѓето да си правиме муавет и испадна дека има многу приказни кои што никој не ги знае, мислам ни јас не ги знам, ни тој не ги знае и го снимивме документарниот филм, некако беше тен драго затоа што како одново да го запознав татко ми за разни работи кои што не сум го знаел. А од друга страна па имаше коментари кои што многу ми значеа во однос на тоа дека имаше луѓе кои што не го запознале татко ми никогаш, ама викаат како после документарниот филм како да се чувствувам како да го имам запознаено. Што е голема работа бидејќи сепак тоа е и некоја форма во која што го снимивме, портрет е некаков за Владо Цветановски, така да мислам дека направивме една работа која што ни значи на сите и која што добро помина во однос на тоа како луѓето што го знаат викаат баш таков е филмот каков што беше тој. Така, во секој случај загубата е голема, верувам дека ви недостасува неговиот збор, неговата поддршка. Кои се оние совети кои што за секогаш би рекла ќе останат врежени во вас дадени од вашиот татко? Има така, не знам сега, еве една од тие таа една реченица, режисерот е слугата на настанот. Секогаш кога ќе правиш нешто, прави го 100% максимум што може, значи впушти се цел во тоа што ќе го правиш. Имам многу такви совети, не би можел сега да се сетам, некако тие како да се дел од мене, не можам ни да ги разграничам точно кој од што е и кај и од кај. Секако се фаќам на моменти како да си правам некој теоретски муабет со татко ми во однос на тоа, така да некојаш тоа ми успева, некојаш не, но е нешто што ме одредило како човек, не можеби не како режисер, можеби не како, но како човек секако и некои тие вредности кои што ги имам за театар секако потекнуваат од тие совети. Така, сега би сакала малку настрана да ја оставиме вашата работа, се гледа дека уживате во тоа што го работите и навистина со голема љубов го работите и сте максимално посветени, но освен театарот, да го ставиме настрана, што е она што ве прави најмногу среќен во животот? Театар. Не знам, пак театар. Да, многу што ме прави среќен. Многу ме прави среќен кога ќе имам можност да гледам нешто што немам секогаш можност да го гледам. Макар да е филм, најчесто театар, значи многу, како да кажам, доста сме зафатени, ајде да речеме, па не баш секогаш стигаме на се, но многу се радувам. Навистина, најголем дел од животот ми е посветен на театарот, секако, не знам, сакам да читам, многу сакам да одам во Слојштица, моето родно село, таму уживам некако, навистина, таму се одмарам. Што друго сакам? Не знам, да речеме, не знам, музика сакам да слушам. Најчесто народна, традиционална музика, мислам многу ја сакам традицијата, многу сакам она што е, како да кажам, некаков корен на овој народ. Да, добро. Така, кога веќе го спомнавте селото Слоештица, интересно е што работевте на еден проект, на представа која што ја создадовте таму и нарековте Народен театар Слоештица. Еве подетелно да ги запознаеме нашите гледачи за што по-конкретно стануваше збор. Да, некако тоа се дојде така како на шега, но мислам ние тотално посветено влеговме во една работа која што од секогаш сме ја зборувале порано и со татко ми, а потоа јас и брат ми многу често го зборувавме дека да направиме нешто, да сработиме нешто во Слојштица. Веќе стварно тоа село, не знам, можеби за нас е така, можеби нема врска, но за нас тоа представува еден неисцрпен извор на креативност. Така се чувствуваш исполнет таму
и решиме го искористиме тоа, па собравме некои луѓе кои што сакаат да го направат тоа. Тоа е да живееме еден месец на село и да сработиме представа таму. Интересен факт е што од 5 луѓе кои што работевме, 4 сме од Слојштица. По потекло така да си рековме шо, таман Народен театар Слојштица. Ние сме народ, ние сме театар и сме во Слојштица. Така да создадовме една представа, приказните на заборавените предци, имаше премиера во Слојштица на славење на пиреот. Таа манифестација која што веќе 10 пат се одржа оваа година, претходната година, и таа представа веќе играме и на репертоарот во театар комедија, гостуваме низ разни градови во Македонија и е представа која што е многу добро прифатена, која што е направена без никаков буџет. Значи се собравме 5 луѓе, немавме ништо друго освен нашиот ентузијазам и нашата креативност и пак направивме представа која што кој ќе ја гледа театарџи велат супер е затоа што ми се враќа вербата за театар. Така да јас сум баш среќен за таа представа, екстремно среќен. Браво, секоја чест за тоа, навистина. Бидејќи полека се движиме кон крајот на денешното издание на емисијата Од блиску со, јас навистина уживав во разговорот со вас. Ми останува само да ви се заблагодарам уште еднаш за вашето гостување, за вашето одвоено време што бевте дел од денешното издание на емисијата Од блиску со. Се разбира дека ќе ви посакам уште премногу успех, ете сето она што го имате замислено да ви се оствари тоа во скоро време. Исто така ќе ви посакам голем успех на представата која режирате тука во Битолскиот народен театар Дон Жуан, за која повторно ќе речам благовремено ќе ги известиме сите наши гледачи. Ви благодарам уште еднаш. Фала ви за поканата, навистина ми беше и мене многу пријатно овде со вас и се надевам дека уште долго вака ќе си правиме муабет за разни работи. Така, се надевам и јас. Почитувани, тука е крајот на уште едно издание на емисијата Од блиску со. Јас верувам дека со мојот денешен гостин уживавте во разговорот кој што го имавме во изминатите 30 на минути. Ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте и секако и понатаму да ве поканам да останете на фреквенцијата на телевизија Мега. Довидување, имајте убав остаток од денот.